Разговараме со Владко Деков, уметник од Струмица, кој што уметноста ја живее и ја носи во себе, манифестирајќи ја на различни начини и низ различни форми. Овој пат го гледавме изминативе неколку седмици со неговите фотографии кои што ги поздравуваа струмичани на центарот, односно на градското корзо. Владко, добар ден, добре дојде во ова кратко интервју на Канал Вис. Може ли да ни кажеш колку е важно уметноста да е достапна во урбаниот простор, да се врати таму од каде што е црпена како инспирација? Добар ден до тебе и до сите гледачи на Канал Вис. Најпрво да ви се заблагодарам за поканата да разговараме за една тема, тоа е визуелната уметност, во конкретниот случај фотографијата, која што и не е така присутна во нашето уметничко живење. Во однос на тоа колку треба уметноста да биде присутна во јавните простори, одговорот е да, секако дека треба да биде присутна. Визуелната уметност, во конкретниот случај фотографијата, незиното место не е само во музеите и во галериите. Да, таа таму припаѓа на некој начин, меѓутоа не исклучиво само таму. Фотографијата треба да биде присутна секаде каде што луѓето битуваат, вклучително и на улиците, па и на сите останати јавни простори. Ние сме сведоци дека можеби во Македонија не толку многу, меѓутоа ни светот големи фотографски имиња изложуваат на многу необични места, вклучително да кажеме не само улици, него и некогаш што се некои напуштени места во природа, не знам, месарници, бутици и така натаму. Така да во тој поглед сметам дека навистина треба уметничката фотографија да се приближи до сите граѓани, не само до оние кои што се интересираат за незе, него буквално до сите, пред се заради повеќе причини, меѓутоа една од главните причини е тоа да луѓето ја видат таа уметничка фотографија. Знаете, ние денес живееме во едно време каде што фотографијата ни е многу достапна. Сите имаме мобилни телефони, тие се со камери, многу е популарно да се фотографира, да се прават селф-портрети, селфиња или не знам како да го преведеме македонски, мислам дека и нема термин, само слика. И да, значи фотографијата е многу присутна, меѓутоа таа присутност од друга страна не значи дека имаме толку многу квалитетни да кажеме фотографски искази или приказни. Така да во тој контекст навистина сметам дека представувањето во јавниот простор е добро дојдено и токму тоа беше и причината зашто ја прифатив оваа покана да учествувам со мои дела на Струмичкото корзо. Да. Како ја направи селекцијата? Што ќе им се понуди на струмичани како дел од секојдневниот декор што ќе го украсува овој дел од Струмица? Зошто одлучи токму баш тие фотографии? Што беше пресудно, да речеме, кога ја правиш таа некоја селекција, тој некој финален изглед на твојата изложба? Така, со самото тоа што изложбата има наслов Крстопат и обединува делови од 3 мои проекти, можеби тука се крие делумно одговорот за твоето прашање, тоа е дека концептот всушност беше да покажам 3 различни делови од мојата работа. Тоа беа проекти од мојата прва самостојна изложба, која се нарекува Интровертност, од Прага Интима и од проектот Улица, кој што е незавршен проект, значи тоа е проект кој што трае со години, јас всушност со него и започнав да се бавам со фотографијата, уште пред 10 години. И мислам дека тој проект никогаш нема да заврши, затоа што само е на некој начин дополнување на животот на улицата. Изборот падна на тие 3 проекти затоа што иако Прага Интима веќе беше изложувано во Струмица, сметам дека и покрај големиот интерес за време на отварањето на изложбата, сепак не ја видов доволен број на луѓе и затоа решив да 8 дела од Прага Интима повторно бидат прикажани пред струмичани. Интровертност не беше дел од изложба во Струмица, па тука преовладе и тој момент, иако тоа е прилично оддамнешен проект, речиси 10 години, меѓутоа сепак решив да некои фотографии бидат приложени тука и секако се тоа онако што сега го
работа во моментов, а тоа е дел од уличната фотографија. Така. Прага интима и самиот спомна дека ја гледавме пред неколку години во Струмица, тоа беше во просторот на Струмичкиот музеј. Имам чувство дека ти преовладува во фотографијата архитектурата, неживиот простор над портретите. Дали е ова само мој впечаток или навистина повеќе те фасцинираат? Па вака, не знам, архитектурата може би да, меѓутоа никогаш само заради архитектурата. Архитектурата во моите фотографии, конкретно во Прага интима, е само декор на одредена атмосфера која што постои во градот. И самиот проект се нарекува Прага интима, и тоа на некој начин е моја интимна врска со градот, како јас ја го доживам тој град, кој што е велепен и навистина ме остава со многу импресии. Така да и архитектурата и тие некои пейзажни моменти во Прага интима се повеќе атмосферски, да ги кажем, или поврзани се со некоја емоција од одредена сцена која што постои во градот. Всушност, најголемиот дел од моите фотографии се емотивни фотографии, се граничат со тој некој магичен реализам и секогаш се трудам да покажам одреден вид на атмосфера, одреден вид на емоции или чувства, кои што јас ги доживувам во моментот кога ја гледам таа слика пред да ја фотографирам, или намерно, значи со одредена цел, кој што сакам да постигнам и да побудам одредена емоција кај гледачот. Така да, всушност и не случајно моите први дела се поврзани со емоции. Значи првото, како што спомнав, првата изложба беше интровертност, значи светот на интровертните луѓе. Втората е Прага интимна, значи повторно интимниот однос меѓу авторот и градот. Значи многу повеќе фотографирам чувства и емоции, што не значи дека не може тоа да се долви во портретирањето, значи фотографирање на одредени портрети. Сум се обидел и во тоа, меѓутоа се што сметам дека портретот не ме возбудува толку многу, колку што ме возбудува некоја поголема приказна, затоа што во портретот ние фотографираме еден човек кој што за да направиме добар портрет, мислам дека е потребно многу добро да го познаваме човеков. Така да во тој контекст јас повеќе фотографирам она кој што го гледам и го чувствувам во моментот.